Само во месец април македонските граѓани изгубиле дури 4 милиони евра како резултат на излекувањето на орочените депозити од банките и претворањето на денарските во девизни депозити. Народната банка на Република Македонија го објави податокот на својата официјална страна на социјалната мрежа Facebook, каде наведува над 217 милиони денари достигнуваат губитоците на економските субјекти врз основа на неостварени камати заради предвремено повлекување на орочените денарски заштеди во април 2016 година. Граѓаните ќе бележат и трошок врз основа на курсни разлики кога повторно ќе ги претвораат купените девизи во динари, кои се проценува на околу 23 милиони динари. Гувернерот на Народната банка на Република Македонија Димитар Богов истакна дека речиси целосно е запрено повлекувањето на депозитите од банките по шпекулациите во врска со политичката криза во Македонија. Во интервју за Reuters, Богов посочи дека во текот на април се повлечени 1,8% од депозитите во банките, што е прв таков случај по повеќе години постојан раст на депозитите. Но има показатели дека граѓаните ги враќаат депозитите во банките поради што се смета дека најлошото е завршено. Гувернерот на Народната банка на Република Македонија додаде дека е можно Централната банка да ги намали каматите ако политичката криза наскоро биде решена и веќе нема шпекулативни напади врз стабилноста на денарот. Иако ваква е сумираната слика во нашата држава, граѓаните на истокот велат дека за да штедат треба прво да имаат пари, а доколку би имале, истите би ги чувале во денари. Ништо не штедам, нема пари. Ете, нема пари. Во динари нема дека до дивизија, нема пари до наште, не. Во денари. Зошто? За те саќе одам ќе се извадам некој денар. Не ми стасуват, извадам се.